Наша денешна гостинка е Ана Франговска, виш кустос во Националната галерија на Македонија. Првично и она зашто те повикавме во студиото на Денот на музеите, од ИКОМ си прогласена за музејски работник на годината. Пред се честитки. Благодарам, Бети, и секогаш е задоволство да бидам гостин на твоите емисија и те благодарам што ме следиш. Па, секако. Ова е доказот, камерата ќе покаже. Секогаш, можеби, кога некој ќе добие некое признание, кога ќе биде за годината еве како најуспешен музејски работник, некако се поставува прашањето колку треба да се сработи оваа улога. Бидејќи од прилика и подетално знам колку навистина ти е динамиката и на колку различни места, особено во галеријата работиш, мислам дека е повеќе од заслужена оваа награда. Ти благодарам. Благодарница. Едно е наградата признание, секако така што представува да кажам потврда на сиот труд и на сите жртви кои што несебично ги вложувам во својата професија, бидејќи за мене мојата професија е живот, со тоа сум израсната и тоа го сакам и навистина го правам со љубов. А кога нешто се прави со љубов, резултатите сакале или не ќе си дојдат на свое место, а уште поголемо е задоволство што тоа го добиваш од колеги кои што те следат и кои што можат да го потврдат твојот труд и твојот влог. Секако благодарности до медиумите кои што знаат да ги увидат тие мали поенти кои што се појавуваат на нашето културно небо и им даваат заслужен простор во медиумите. Тоа навистина значи е стимул секако и за треба таа награда да се оправда и понатака. Тоа не е нешто со што нели заокружуваме до наградата, тука. темпото ќе останеше. Да, меѓутоа навистина сосема се согласувам дека е стимул, дека признание, јавно признание, можеби е навистина важно и стимулативно, ако не друго, како велиме, барем за професионалец, секогаш се знае она што го работи, дека го сработил добро, ако е сработена и завршена работата, онака според сите планирани и предвидени активности, кога тоа се ќе се изреализира, меѓутоа сепак ова што ИКОМ би го додели, навистина е едно јавно признание. Добро, околу признанието толку, некако сме влегуваме на средина на годината, за до сега многу време ќе ни треба што се сработивте, меѓутоа, ајде, Ана, летово што ќе работи? Летово работиме интензивно на изложбата на Симон Шемов, која што е планирана за крајот на септември, Вода од пашиња таму, која што ќе упфаќа еден преглед на активностите кои што Симон Шемов ги вложувал во последното десетлетие. А навистина станува збор за еден исклучително продуктивен автор, кој што не го штеди своето време, ниту својата енергија. Веројатно и таа енергија ја црпи од самиот процес на создавање на дела. Енергијата која што ја имал уште од своите почетоци, која што ја црпи од природата, од детските игри, од традицијата, од љубовта на неговото семејство, на мајката, сите тие позитивни работи се се уште присутни и во неговиот опус кој што опфаќа некако, можам да кажам, 8-та деценија од неговиот живот. И која што се уште со екстремно голем жар укажува дека навистина уметниците живеат долг живот благодарение на тие креативни процеси. Благодарение на уметноста. Па, дефинитивно, значи една линија е нели животот кој што го живееме, а другиот дел, друга линија е некако паралелна креативниот процес кој што колку да се преплетува со обичниот живот и ги црпи нели тие моменти на инспирација, сепак значи некаква карика, некаква линија сама по себе. И таа пак додава на другата линија, нели на животната, го продолжува животниот век. Односно една без друга и веројатно нема. Дефинитивно не може да живеат. А од друга страна, дефинитивно уметноста е таа што ги чини уметниците бесмртни. Значи и по смртта уметникот е секогаш жив. Така да, навистина,
И оваа изложба која што ја спремаме за во септември ќе биде доказ за таа вечна енергичност и полн детски жар во уметноста на еден уметник кој што е веќе на поодмакли години. Па да, и верувам дека доста ви е тешка задачата во изборот, во селекција, што да се стави. Работиме заедно. 8 децениско работе, нека не е, можеби. Сега знаете како не е тоа ретроспективен преглед, туку е презентација на неговото творештво во последното десетлетие. А и тоа е многу продуктивно и многу богато и од тоа треба да се направи навистина селекција за да се даде еден преглед на неговото творештво во последните 10 години, кое што всушност пак представува поврзување со неговите циклуси животни во уметноста нормално, од неговите почетоци, преку неговите акции, перформанси, заедно со Никола Фидановски и со други уметници, преку неговите многу добро познати циклуси на дела создавани од рачно изработена хартија, работа со символи, со знаци, со сонцето како вечен извор на енергија, така да доста интересна задача која што ја подготвуваме заедно со Сонја Абаджиева и со Симон Шемов, така да тоа е една интересна екипа која верувам дека ќе продуцира доста интересен производ за публиката. Така, верувам дека ќе биде така. Добро, можеби навидум за јавноста до септември има време, меѓутоа не е така, има доста работа, има доста подготовки. Добро, Симон Шемов, и баш ми е драго во емисијава што можам да кажам и предпремиерно не ја објаснивте и некако веќе имаме слика навистина што, барем кога ќе дојдеме на изложба, што ќе гледаме. И... Тоа е мал тригер, а навистина следува она убавото, нели? Да, така. После Симон Шемов или за време на летово ќе одите ли во Галичник? Тоа е при крај на летото. Тоа е, нели, тоа е неизбежно, нели? Вон институционален ангажман, можам да кажам, вон Националната галерија во која сум вработена како виш кустос. Организацијата на Ликовната колонија си е дел исто така и од мојот развојен и животен пат и еве оваа година ја спремаме веќе 35-та сесија на колонијата. Па юбилејна. Юбилејна така е, која што ќе се случи во Галичник од 15 до 22 август традиционално и на која што ќе бидат присутни 10 интернационални уметници. Повторно ќе биде посветена на тема која што е поврзана со природата, со одржливоста, со екологијата, поинаква од сите претходни, меѓутоа чинам дека тој циклус треба малку да го продолжиме, затоа што навистина станува алармантна, нели? Видовме и од претходниот прилог состојбата со заштитата на животната средина и со свесноста кај луѓето за тоа дека од нас зависи каква иднина ќе имаме и што ќе оставиме на идните генерации. Навистина е така. И ако станува збор нели за Галичник, за место кое што е можеме условно да кажеме нели Божји дар, така е, сепак каде што стигнал човекот таму оставил трага за жал. Колку што правиме позитивно на нашиот развојен и еволутивен пат, толку за жал оставаме и траги зад нас кои што не можат да се деградираат со децении и со години. И токму на тој момент мора сите да поработиме дека експлоатацијата на животната средина и природните... Вие уметниците се многу ме поттикнувате, ова некако можеби моја констатација и воедно и прашање, ако до пред известни години ги прикажувавме убавините, еве нека е Галичник, нека е Македонија, сега почнуваме, еве па ќе поврзам со Венециското биенале ланското, со пораки кои што се однесуваат за животната средина и некако за заштита, за чување на природата и се некако потикнувајќи, гледајќи нели во природата, па добивате нешто што многу човечкиот фактор или па ја уништуваме. И тука од тоа правиме, како да кажам, можеби под наводници уметност, меѓутоа повеќе правиме пораки и ги порачуваме во светски рамки. Така и ова, кога одговоривте за Галичник, тоа ме потикна да го кажам. И не ги врзувам овие две теми, меѓутоа е генерално така. Знаете како, од секогаш уметноста е медиум преку кој што се комуницира пораката. Ако
сега тоа не е скоро. Ако до пред 50 години уметноста се поврзувала, нели, како што велите, пред со 50 убавини. години раскошни бои, убавини, природа, последните 50 години веќе во целта на уметноста е да пренесува пораки, односно да таргетира идеи и проблеми со кои што се соочува човештвото, како еден многу важен социо-општествен сегмент од општественото битисување. Значи, уметникот е општествено битие, кое што живее во својата средина и реално ги гледа и се соочува со проблемите кои што навјесуваат насекаде околу нас. Едно од тие актуелни теми и проблематики е секако екологијата и заштитата на животната средина, меѓутоа тука е секако и политиката, која што е непресушен избор, нели, на сите нас, нели, сите се занимаваме со политика, со тоа се занимаваат и уметниците, критикувајќи, укажувајќи на одредени проблеми и малформации. Тука се одредени социјални проблеми со кои што се соочуваме, со проблеми на малцинствата, со проблеми на дифузноста, на инклузивноста, значи не е само една линија која што се фаќа. Во Галичник мене ми е интересен фактот што овие неколку години го посветувам токму на тој проблем, баш заради тоа што станува збор за место кое што велиме дека е недопрано, нели, и не се уште уништено од човекот, заради тоа што нема многу туристи, нема многу луѓе кои што живеат преку целата година. Меѓутоа и такво какво што е, за жал, луѓето оставаат траги. Свесноста мораме да ја дигнеме на највисоко ниво, за да се задржиме малку од тоа што природата ни го дарува. И црвено светлото биде постојано аларм да биде уклучен. До крајот на годината смеам да те прашам, знам дека што ќе работиш. Пропратно ќе излезе нешто. Има уште многу активности до крај, поважните да ги истакнеме. Да, организирам изложба на после долго, чинам дека после 15 години на Томе Аџиевски, скулпторот кој што е представник, нели, на средна генерација македонски ликовни уметници кои што ги прават промените на македонската ликовна сцена со еден негов нов циклус скулптури, која што ќе биде поставена во Чифте Амамот. Потоа спремаме изложба со професорот Гоце Наневски, која што ќе биде една мултимедијална изложба во соработка со Доријан Јовановски, значи еден музичко, видео, перформанс, инсталација, објект. Буквално ќе биде доживување за публиката, едно поинакво доживување. Потоа ќе работиме заедно со професорот Ивица Джепаровски на тема повторно поврзана со екологијата, односно дела кои што содржат флора и фауна од колекцијата на Националната галерија на Македонија. Тоа е дел, од оној проект на галеријата кој што се нарекува Од поинаков дискурс и на кој што каниме професионалци од други дисциплини, од други области, да се осврнат со некаква своја тематика и поглед врз дела од колекцијата на Националната галерија на Македонија, нели, како една од обврските на галеријата, да ги вади постојано делата од колекцијата, да ги негува, да ги афирмира, да ги ревалоризира. Така да тоа е еден проект кој што е во тој сегмент, секако имаме соработка и со институции од регионот, имаме и соработка со Националната галерија од Косово, каде што ќе ја представиме изложбата Landscape Experience на Јанкуловски и на Мотеска, која што беше во Венециското биенале, национален представник лани, а од кај нив пак имаме презентација на тема одржливост, одново со дела од колекцијата на Националната галерија на Косово, така да една размена на идеи и искуства од двете соседни држави и продолжување на плодната соработка. Добро, доста полни раце работа. Убаво е вие уметниците кога имате работа, секогаш на сите уметници различни профили секогаш кажуваме, па затоа ние публиката уживаме во тоа што вие го работите, пред се сте и заради нас. Па нормално задоволство, ако ја нема таа медијација и комуникација со публиката, ако не го предизвикуваме вниманието на публиката, тогаш значи не сме си ја завршили нашата работа како што треба. Особено за ликовната, за изложбената, за галериската, поставеност уметност доста е битно. Ана Франговска, ти благодарам за гостувањето во нашата емисија. Благодарам, Бети, задоволство беше.